Koja je уште? 65 и ќе почнеме. 65. Аха. Ајде, деца. 65. Тебе ти вела, сами оди, земја постелката и оди си, верата твоја те спасува. Верувам во Исус, мој Господ и Спасител, кој ќе претрпи до крај, ќе биде спасен. Остави се земно и врви по мене. Јас сум твојот Господ, доктор Спасител. Стани и оди, Исус те исцели. Ме исцели од цели свет. Ме возлюби, со љубов ме напои, роден сум по љубов твоја, што никогаш не собира. Ме исцели од цели свет, ме возлюби, твој љубов ме напои, роден сум по љубов твоја, што никогаш не собира. Што сакаш да направам за тебе? Да гледам, одам, слушам, љубам Исусе. Се е можно за оној кој верува. Нека ти биде според верата. Ме исцели во цели свет. Ме возлюби, со љубов ме напои, роден сум во љубов твоја, што никогаш не собира. Ме исцели во цели свет. Ме возлюби, во љубов ме напои, роден сум во љубов твоја, што никогаш не собира. Слава ти, Господе Исусе Христе. Слава ти, Татко наш, Татко наш, возлюбен Татко. Ти благодариме, те љубиме и денес го повикуваме името на Твојот Син Исус Христос да свети, да проблесне во нашите срца. Ние на Исуса му припаѓаме. Ние сме собрани во името Исусово. Собрани сме на едно место пред семокниот Господ Исус, под нозете Негови. Господе Исусе Христе, не собираме да го повикуваме Твоето име, како што ни чука срцето. Исусе, 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 да се излее Твојот дух во нашите срца. Ние сме согласни Твојата сила,
Твојот дух да не води и согласни сме дека ни е потребно исцелување и Твое водство и родение во Твојот дух и велиме не за сатаната и смртта, да за Исус во нашите животи. И сите заедно велиме бегај од нас сатано, не враќај се повеќе, во името на Господ Исус Христос, да си заминеш и да не се враќаш повеќе. Во името на Господ Исус Христос го врзуваме сатаната од десната страна во силата, го изгонуваме, го забрануваме да се врати и ние го објавуваме Царството Божјо во нашите срца, во нашите души, во нашите умови, да ни го отвориш умот, Татко, во името Исусово, да го разбираме Словото. Ние сме согласни Ти да зборуваш, Ти да не учиш, Ти си нашиот Господ и Спасител, Ти си Учителот, Ти знаеш се, Тебе Ти припаѓаме. Зборувај денес, појасни ни, објасни ни, како да ги исчистиме срцата, како Духот Свети да не исполни и да победуваме со љубовта, да не славиме празни слави, празна вера, празни празници, празник, празнотија, празнина, каде што ништо не се слави. Се слават денови, адети, обичаи, дедомразовци, елки, падник вечера што припаѓала на Аполон во храмовите на Аполон во античка Македонија, исто се бдело, не го лажете народот. Се преспивало пред олтарот на Аполон, тоа е тој будник и падник, се оставале делови од облеката, се оставале писма и луѓето се исцелувале. Другиот празник, василичарски обредни игри, сестрата на Аполон Артемида се облекувале се маскирале во животни, оделе од куќа на куќа, собирале храна, пееле и палеле огнови. Палење огнови, замислете, Валпургиска ног и во Шведска палат огнови. Но кому му палат? Валпургиска ног. На Исус не му се потребни физички дејства. На Исус му е потребно моето срце. Без Исус да се роди во мене, јас сум празна слава, празниколюбец, празнувам празно и луѓето викаат честит бадник, честита слава, честита нова година, честит Божик. Што е тоа? Што е тоа Божик ако Исус не живее во твоето срце, ако не си го познал Исус, сето тоа е празно и само е замена, како што Дедо Мраз ги учат децата денеска да се молат, Дедо Мраз да им даде нешто. Не може нешто што е мртво, што е татко на лагата да ти даде нешто. Само Исус со таткото дава и зема. Он дава живот, здив и се. Он го дава и го зема животот. Самиот живот е Духот Свети кој треба да не води. Ќе почнеме некаде од Откровение 10 глава, ангел со отворена книжка, за да размислиме дали ние вистински застануваме пред Исус. Дали вистински сакам да слушнам што сака да ми каже мојот татко преку некој избран сад, за да го разбуди мојот дух. Потоа забележав еден друг силен ангел. Пазете го моментот, како слегува од небото. Можете ли да го замислите тоа? Ќе ви кажам последно видение, ако даде духот. Беше обвиткан со облак, над главата имаше Божилак. Замислете, денеска Божилакот го употребува Содома и Гомора за да се објаснат са пореметувањата во сексуалните односи. Божилакот е моментот кога таткото подпиша договор дека нема веќе овој свет да поминува низ вода. Нема да поминува низ вода. Оставете го. Низ вода помина Јован Крстител, се покаја. Треба да поминеш низ оган, низ огнот на љубовта. Тоа е целата суштина. Значи беше обвиткан со облак, лицето му светеше како сонце, нозете како огнени столбови. Ова е реалност, не е филм. Во рацете држеше отворена книжка.
ова е тоа, пазете, но не целото. Десната нога му беше врз морето, левата врз копното. Значи тој не е ограничен во телесниот свет, во друга димензија е. Тој проговори со глас како лавовски рев. На друго место вели, твојот глас е како оган што изгорува. Значи неговиот глас те затресува. Во одговор се одгласија 7 грмотевици на тој глас. Тоа се на друго место вели громови. Кога се огласија 7 грмотевици, сакав да го запишам тоа. Пазите го моментот што го рекоа тие во еден глас, но еден глас од небото ми рече: не запишувај го тоа што го рекоа 7 громови, тоа нека остане тајна. Значи, овде не е запишано се, даден ни овој учебник да оживее во нашите срца, вистински да биде живо слово и ние да живееме. Тогаш ангелот што го видов порано со едната нога врз морето и со другата врз копното, ја крена својата десна рака, каде што има печат на семокниот Бог, нели, кон небото и се заколна во името на вечно живиот. Видите, да се заколнеш, не колнете си ни во небото, ни во земјата, тој вели во ништо, ни во самиот Бог. Овде имаме некој што значи заколнат, препуштен, предаден, верен, живее во единство во духовниот свет. И доаѓаме сега до ова што е слезено, значи тој е учителот, тој треба да не учи, немаш оправдание. Немаш оправдание, немаш изговор. Немаш изговор едноставно дека не се менуваш, не се исцелуваш, немаш сила, не можеш, не сакаш и така натаму. Немаш оправдание. Не сакаш да се родиш во духот. Не сакаш да му го дадеш срцето, немаш оправдание. Ти ги речеш не можам и така натаму. Проблемот е во тебе. Ти си закоравен, се уште си врзан, закочен си во срцето. Некој ти кренал рачна кочница, имаш тврдо срце. Пазете го моментот. Тесно срце, немаш место за другите. Споро срце, сме ги кажували овие. Стоиш врзан во калта, во светот. Пазете, и блуеницата, не се предаваш, не се препушташ, не му го даваш срцето, не сакаш да исчекориш во Исусовата љубов. Си се враќаш во своето, пазете, во своите сатански утврди, телесни мисли, тој вели изопачен ум, тоа што сакаш ти, во твојата душа, срцето, умот, своји мисли, своји планови, своји идеи, оправдувања, зошто е така ова, зошто ова ми се случува, зошто не одам таму, зошто одам ваму, а вака ако беше, како ќе беше. Сето тоа покажува дека ти не си покорен, не му дозволуваш, зошто дошло до нешто. Немаш оправдание. Има две царства. Пазете, и тој вели царството Божјо е во вас внатре. Точно е. Кое царство? Ова царство што денеска го имаме, тело, облак, дрво, не знам, природа, гледање, очи, тоа е мртвото царство. Тоа е царството кое заминува. Тоа е царството на сатаната. Дадено му е малку време. Тоа е смртно царство. Зборуваме за духовно царство кое нема крај. Да го сватиме тоа. Тоа треба да биде во мене внатре и тогаш сум јас духовно жив. Немаш оправдание, пази. Зошто ми се случува ова, зошто правам тоа? Словото не изневерува, не се враќа празно. Пишано е, ти си празен тогаш. Празен си, го немаш духот на Исус Христос, ти си во духот на овој свет. Царството сатанско е во тебе. Ти што сакаш, и пазете го зборот, празен, ти си поразен, поразен си од него. Пази ти, и ти треба да донесеш одлука. Дали сакаш да се вратиш, да го решение да исчекориш во Исус,
Да не останеш статус кво како што било. Замисли, среќаваме луѓе, толку години прошло, 10 години од една заедница, истите проблеми, истите зборови, истите постапки. Па тој го затрил, му рекол, не треба ништо да правиш и седи, вегетира, просто си постојам како билка. Значи, можеш да исчекориш во Исус, да го земеш тоа друго царство кое се освојува на сила, со негова сила, со духот, или да останеш во твоето царство кое е сатанско. Словото Божјо е живо и дејствува. Ако живее во тебе, ќе дејствува, ќе те промени сигурно. Поостро е од секаков меч. Има две острици, едната што сече вака и така, другата е свртена кон тебе кога веќе знаеш. Значи, како што бодеш ти некому што не е заслужено, осудуваш, не си покорен, постапуваш по своje, не простуваш, ти себе си се сечеш. Тоа е тој момент. Значи, навлегува и разделува, Словото Божие разделува телесниот човек од духовниот, сатанското царство од царството на Бога до зглобовите и мозокот и ги проценува, ги цени, ги царини, односно прави завршна сметка. Прави завршна сметка на тоа што сме направиле, на мислите, намерите и срцето. И ние сега доаѓа крај на година. Тие што имаат фирми знаат. Правиш завршна сметка. Дали си платил данок што си направил, не ја правам ја сметката. Повикам пријател, одам кај Мирослав, тој прави завршна сметка на земјата за мене. И тој ќе одговара ако не платиме данок и јас и тој. На небото завршна сметка прави Исус со ангелите. И таму ќе дојдеш и ќе ти рече: непростувања 15, осудувања 30, излегол од царскиот закон на љубовта 100, не си направил ова, не си направил ова, ти имаш, значи, долг имаш и ќе го плаќаш со вечности. Вечности треба да го отплатиш. Тоа што си го правил без Исус, ќе ти се прави и како гола душа, не сме таа друга предавање слезено, значи ти си сега гола душа, одиш во духовниот свет и таму ќе поминуваш вечности, а тој вели да се облечеме во своето небесно тело, да не сме голи души. Има во овој интересен препев, но тоа е друго предавање. Значи, пазете, Евреите 4:12, друг препев: Божјата порака е жива, таа ќе те оживее, ќе ти даде сила како да постапиш. Пазе, поостра е од секој меч, таа продира длабоко во нас, ќе влезе, ќе те разбуди до нашите најдлабоки мисли и чувства. Мора да ги исчистиш тие. Да не можеш да останеш со старите, ја соголува душата, телесниот човек, од духот, духовниот човек, ги разделува царството на паднатиот, што е минливо и смртно и завршува, има рок на трајање, и царството кое нема крај. Значи, кај мене или кај тебе има отпор, не сакаш да се предадеш, да се претопиш во љубовта, да му ги предадеш клучевите на Исус од твоето срце, значи да се вратиш во духовно единство, да се вратиш, ставете го тоа во ум. Дека ова минува, ние сме овде како на одмор, односно на работа. Куферите ми стојат во собата и знам дека до тој датум заминувам. Кога одев во војска, знаеме на кој датум заминувам. Овде не знаеме, но може утре да те земе. Еве сега монтажеров ми дојде, му починал другар на 35 години, малку е променет, почна да помага. Се исплаши, вчера бевме заедно, утре почина. 30 на години. Видете, може да те земе и тогаш на завршната сметка ќе видиме: чекај, што си направил? Ти вака, овој го избрка, овој не го сакаш, ова не си простил, овде правиш вака, овде лажеш, овде крадеш, овде правиш и не можеш ти тоа да го платиш, затоа се потребни вечности. Вечности додека ти не повикаш Исусе, Исусе, се додека не кажете благословен оној кој доаѓа. Значи, зашто царството Божјо е во вас внатре. Кое е тоа царство што е внатре во мене? Битен момент, Лука 17:21. Внатре во срцето, само ако Исус и Отецот ми живеат. Се гледа тоа кога живеат тие. Нема да бидеш ти, како вика, делотворна вера. Не можеш да бидеш христијанин, толку ли си затупен дека се направил Исус за тебе и ти дремеш.
Човеку, ти треба да бидеш гласноговорник, сад да бидеш употребен, да евангелизираш, да сведочиш, да гинеш за другите, да ја даваш душата своја за браќата. Тогаш си христијани. Кој живее во моето срце? Ова го зборуваме, но е битно. Пазете, ако не се Исус и Отецот, кој живее, и пак ја дојдеме до таа македонска песна, многу добро отсликана. На срце ми лежи, ми живее, мила мамо, една лута змија. Тоа си ти што си бил. Тоа си ти, тоа царство телесно. Во другиот е, на срце ми лежи Исус и царството Божјо. Одбивам да бидам со змијата и крај. Значи, духот на овој паднат свет, дали му го даде срцето на Исус, кој живее во мене, дали сакаш да се соединиш со Исус или си уживаш во светот? Видете, светот наликува дека е убав, но кратко е тоа. Замислете сега, ова што е паднато, сепак има убавина, природа, луѓе, места, храна, пијалоци, предели. Замислете горе, каде што има вечна љубов. Не можеш да дојдеш таму неисчистен. Мораш да поминеш низ огнот на љубовта. Значи, како што беше во Ноевите дни, доаѓаме тука, така ќе биде во деновите на Синот човечки, виножитото, тој рече нема веќе да има потоп, се подпиша и го даде виножитото, Сатана да го зема и го користи за ЛГБТ заедници. Значи, во синови на денот на Ное, јадеа, пиеа, сме го зборувале ова, се женеа, се мажеа, се до оној ден кога Ное влезе во ковчегот, послушен, пазете, можеше да не послуша, и дојде потопот, па ги погуби сите. Тоа ќе биде. Лука 17, 26, 27. Ви ја кажував таа видение, од кое се тресев цел месец, не може да се смирам. Значи, стојам некаде во тело или без тело, не знам. Се распаја светот како слагалка. Планини, реки, луѓето врескаат. Ти си лош Бог, сакаме дома. Тој ги враќа дома во материјалниот свет. Се распаѓа овој свет. Заминува. Кога ќе го сватиш тоа дека овде си привремено, ќе заминеш. Не си ти од овој свет. Јас не сум од овој свет. Значи, јас сум од горе. Кога ќе сакаш да се вратиш горе, ти си зрел веќе да размислуваш. Дека овде сме привремено, а тој ти прави духот на овој свет, дека овде ќе останеш вечно, па градиш, грабаш, не љубиш, сакаш да уживаш и така натаму. И понатаму, живееа и умреа, во потопот, беа мртви во светот без дух. Одиме понатаму. Исто така беше и во Лотовите дни. Праведниот Лот, Содома и Гомора, таму има блудно, мажи, жени, деца измешано, му доаѓаат гости кои се ангели, тие му велат од Содома, дај ги тие да водиме љубов со нив, тој вика, оставите ги тие ми се гости, земете ги моите деца. И паѓа Содома и Гомора, изгоре се. Значи, Лотовите дни јадеа, пиеа, купува, продава, садеа, зида, но во денот кога излезе Лот, Отецот му рече излегувај, така ќе ни рече на секој еден од нас кој треба да замине. Од небото оган и сулфур падна и ги погуби сите. Празниколюбци да си уживаат. Така ќе биде и во денот кога ќе се јави Синот човечки. Често го кажувам тоа, зафати армакедонските слави. Значи, Армакедон, евреите, Откровение 16:16, ги собра сите на местото по израелски кажано Армагедон, местото на последната битка на Исус и ангелите и овој паднат свет. Битката е добиена, тогаш ќе ги соберат и ќе заврши. Лука 17:28-30. Дали живеам врзан, поврзан со светот или со Исус и Отецот небесен? Ова е важен момент. Важен момент. Секој треба да се праша. Истото ќе се случи, вели Исус, кога ќе се вратам јас. Јас кога ќе се вратам, Синот човечки, Лука 17:30. Тој ќе се врати. Ние ја пееме. Доаѓам скоро. Ќе дојде и ќе треба завршна сметка. Нема да одам кај Мирослав на завршна. Кај него. Не можам да лажам, се гледа, се знае.
пишано е тоа, ние не можеме да го разбереме. Значи, ни вели и потоп, оган и сулфур од небото. Овој свет е готов. Сеќаваме дека е тргнато надолу. Нема веќе ни морал ни ништо. Дали живеам во светот и сум мртов, без дух, или живеам, оживеан во ова живо слово, променет, новороден, во сила Исусова. И тој вели, во светот, точно е, ќе имате маки. Сите имаме ние маки, од најблиски луѓе. Овој најблискиот ти прави. Тој озборува, тој те лаже, тој ти се смее, тој ти прави да изгледаш, да му вратиш со лошо, да те фати во сатанскиот круг, да почнеш да расплодуваш зло и тогаш на завршната сметка ќе немаш да платиш ти. Исус плати, нема да судиш. Тој е судијата, стај го тој стих. Он суди. Можеш да се наутиш на кратко, му простуваш, не се дружам веќе, јас му прибавам на Исус, но веднаш го благословувам и се ослободувам. Не плашете се, Исус вели, јас го победив светот. Со него можеме само да го победиме светот. Тој е целиот Јован 16:33. Друг препев вели, додека сте во светот, ќе доживувате страдања. Но разведрете се, јас го поразив светот. Тоа е поразено, за нас е несватливо. Несватливо како е можно тоа. Па можно е затоа што горе нема време, даре, простор и свест, таму е се едно, значи нема минато сега што се иднина. И јас признавам дека не можам, додека сум во тело да го разберам тоа. Несватливо е како е, и нема простор. Едно е, се е во него. И нема свест како овде што имам. Него таму си во неговите мисли, во неговата свест. Светот е поразен и луѓето кои живеат вон духовно единство со Исус се мртви, бесилни, болни, без љубов, умираат, како што велиме, на рати. Тоа е целата суштина. И еве го стихот, тврдоглави и необрезани во срцето и ушите. Исус го зборува на првата седмица израелците, вие секогаш му се противите на Светиот Дух. Треба да размислиме дали му дозволувам на Духот да ме води. Не значи тоа само во постапките е полесно, нема да постапуваш ке чекаш водство, во зборувањата. Да не истрчуваш пред тоа да зборуваш, тоа е мечот кој те боде тебе, двоостар меч. Ако осудуваш натаму, комплетно кон тебе се сече. Ако вие осудувате, и јас ќе ви судам. Тој вели, кога вие ќе му простите некому, јас ќе му простам. Зошто? Па ти се одврзуваш. Ти не си судија. Тој е многу милостив, ќе му даде вечности, а ти си одврзан, не треба да платиш на завршната сметка. Што ќе платиш ти? Што имаш да платиш? Ти имаш само една гола душа. Кога ќе го оставиш телото, гола душа оди таму. Ќе помине низ оган. Ако нема дела, нема љубов, оди во ново време, како беше, нова земја и ново небо. Вие секогаш му се противевте на Светиот Дух, како татковците ваши, израелците првата заедница, дела 7:51, друг препев, вие сте тврдоглав народ, дали сум јас тврдоглав или му дозволувам да ме научи? Пазете, длабоко во себе, тој вели, вие сте како? Вие сте пагани. Тоа се израелците. Ако се тие пагани, што да кажеме за овие другиве телесни заедници и денеска поделени, православни, католици, протестанти. Тие се земни цркви. Тие не му припаѓаат на Исус. Тоа се гледа веќе, ќе видиме понатаму. И сега што вика? Глуви сте за вистината, значи имаш отпор, не икеш да слушаш. Слушање на Словото значи послушност, кога тој објавува, како што му вели на ангелот, пишувај, да го слушнеш тоа, нема да дојде поединечно кај секој. Става некој гласник да му зборува. И сега, и вие како и вашите предци, постојано му се противите на Светиот Дух. Отпорот кон промената е фасцинантен. Ние имавме заедница претходно што бевме еден дел од нас, во една друга заедница, каде што мислиш дека има дух, има баханалиски дух, журкање, правење, викање, дерење, исцелување, а љубов нема, човече, нема нула. Нема таму дух.
излегуваат од тој вртлок, доаѓа овде и кога ќе види дека треба да се промени, назад си се враќа во некоја друга таква заедница, кај што ништо не треба да правиш, немаш никакви обврски, си цитираш стихови, си пееш песмички и ти си мртов и немаш дух. Тоа се гледа. Ако имаш дух, сите ќе знаат. Пази. Значи, тоа е сатанската стратегија. Дали си спротиставен, му се спротиставиш на Светиот Дух, не му даваш да влезе, што е сатанска стратегија, или се враќаш, сакаш да се вратиш во вистинската твоја духовна природа. Значи, ние не сме само телесни, ние сме овде привремено во кафес на телото се остава. Нашата вистинска природа е духовна и тоа можеме да го постигнеме само со Исуса Христа. Но дали ти сакаш да го направиш тоа? Немаш оправдание. Ама јас се молев, не ме слуша, и ова, и вака, и така, и ова, и имам оправдување. Немаш. Значи, нешто не си направил. Не му дозволуваш и сега понатаму одиме, се заколна, значи, ангелот на вечно живиот, творецот на небото и земјата, велејки, одлагање повеќе нема. И тој вика, кога? Сега ти е времето. Не знаеш дали утре ќе дојде и ќе те собере, штом ќе затруби седмиот ангел. Еднаш кај Ѓорги слушаше труба, кога ми кажуваше дека се плаши од откровение. Нормално, кога го читаш тоа, страв те фаќа што ќе се случува. И уште кога ќе го видиш што се случува, значи тој им навестуваше на своите слуги и вели вака: оди, земи ја отворената книшка, тоа е ова, од раката на ангелот, ја земав, земи ја и изеди ја. И ние пак доаѓаме. Човек не се храни само од леб, од секој збор што излегува од Бога. Тоа е сладко слово. Но понатамо видите што вели. Но кога ќе ја проголташ во стомакот, во устата ќе ти биде блага како мед, ќе ти стане горчлива. Зашто ти мора да се промениш. Мора да се оставиш стариот човек. Немаш оправдание. Кога ќе почнеш да го јадеш ова слово духовно, тоа ќе те тера да се промениш. Ти сакаш да живееш хај-фај, да цитираш стихови, да исцелуваш. Ти треба да се промениш, човеко. Собственоста, твојата природа, царството на овој свет да излезе, да дојде царството Божјо во тебе. Но кога ја проголтав, ми ја загорчи целата утроба. Значи, пазете, ја зедов оваа книшка, ја изедов и така натаму, и понатаму му вели, ке треба да продолжиш, кој? Секој еден од нас, да ја проповедаш Божјата пророчка порака, што ќе се случи со луѓето од сите раси, народи и така натаму. Овде му вели, не запишувај го тоа што го рекоа 7 громови. Значи, не е се запишано, не е се кажано, луѓето само прават предпоставки кога, како, зошто и каде. Тој вели, ако ви кажам се, дали ќе можете да понесете? Полека, значи ти дава можност, блага е како мед, но треба горчливото. Исус вели, чашата е горка. И нему му беше горка, но јас ќе ја испијам, одлуката е таа, немаш оправдување. Зарем да не ја исполнам волјата на мојот Отец, волјата на оној што ме прати, а тој вели, секој што ќе го види, ќе го познае Синот, ќе живее живот вечен. Да го видиш, значи, каде? Па во твоето срце. Да ја видиш неговата љубов која победува се. Да видиш дека немаш оправдување. Да видиш дека Царството Божјо те оживува. Дека имаш надмоќна природа. Надмоќна природа и тој секогаш ќе те подкрепува. И сега базите, имам една, не е визија, не е сон, значи сум имал такви моменти, некој човек постар што куца, што криви. Првпат ми се јави пред многу години, пред 20 години. Постар човек куц криви. Во сон. Не е во јаве, во вистина. Одам на концерт, замислете, пред 20-30 години, на Шричин мој на стадион. Шричин мој.
И нема никој таму, празна темнина, ова е реалност, не е сон. И гледам еден човек што криви ми вика се откажа концерт. Тоа ми останало. Сега нова слика после 30 години, истиот човек ме фати вака за рацете и ме држи и ми вели јас сум сатаната. И јас му велам, јас му припаѓам на Исус, сега ќе те исцелам во името на Исус и му ги пуштив рацете и јас го фатив за рацете. И зад мене, како да ви кажам, коридор, како она во триаголни илјадници ангели, одеднашка во бело, и тој ја пушти раката и ми остана нешто во раката и ја дувна. И ми остана во раката телефон. И се разбудив. И потоа доаѓаат овие зборови кои често ги повторувам. Во името на Господ Исус Христос. Значи, тој добро ме слуша и знае со кого си има работа. Бегај од Македонија, сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе, тоа е заповед. Прво, второ, во името на Господ Исус Христос, бегај од заедницава сатано, не враќај се повеќе, мораш да послушаш, тие му припаѓаат на Исус Христос. Во името на Господ Исус Христос, на колена сатано и марш да си одиш и не враќај се повеќе. Ете га по раката. Видете? Но за да дојдеш до ова, ти мора срцето да му го дадеш. Тогаш ти нема да се секираш за ништо. А вакви визии со разни демонски напади во полусон, едни други, јас им велам, сега ќе ви исцелам јас, штом ќе тргнам да положам раче, сите ќе ја дувнат и ќе побегнат. Тоа е тој момент. Немаш оправдување. Треба да го изедеш, ова слово е благо како мед, да го јадеш, а потоа ќе те ова горчлива работа, чашата е горка што треба да ја испиеш. Зар Исус не се откажа од Божјата природа, слезе во овој дол и ги беше распнат и плати за нас, таткото живееше во него. Тој го издржа сето тоа гревот на целиот свет. Зашто еден ден ќе треба додам да положам завршна сметка. Кој бил во заедницава? Што сум зборувал на телевизија? Што сум снимал? Како сум постапил кон еден? Како сум осудил некој? Кога дошло да хули сатаната, дали сум бегал или сум му рекол ти да си заминеш во името на Исус, не отстапувам. И другото му го велам вака, додека има еден праведник сатано, татко, ти ќе ја сочуваш Македонија. Македонија има еден праведник, потоа подразбирам еден процес на луѓе, македонци кои повикуваат кон Исус, дојди во Македонија и помогни ми. Не мислам само на национална основа. Ќе треба да одам да дадам завршна сметка. Како постапувам? По зборовите ќе бидете осудени, по зборовите ќе бидете оправдани. Размисли што зборуваш со труднику. Двоостар меч, значи ако јас зборувам натаму во некоја насока на осудување, себе си се прободувам. Не е тоа само оној меч што сече од двете страни. Имало мечови едно, па само од едната страна, како коса. Тоа е мечот со кој ти самиот себе се ништиш, кога веќе размислуваш дали сум јас вистински Исусов син, керка, и дали победувам со љубовта. Ти благодариме, татко, јас ти благодарам што твојата сила на љубовта не облева сите. И ние сега ќе те славиме и ќе се радуваме. Ти благодарам од сите што си ми ги дал. Никого нема да загубам. Тие се твои деца, тебе ти припаѓаат и победуваме во твојата љубов. А сега ќе отпееме една песна, па ќе влеземе во молитва.